Од летај Саша, на 6 јуни заедно со Груевски ќе ве сместам во затворот во Штип. Долета на истиот датум во Келија во Шутка. Смислуваше црно сценарио за премиерот и неговата фамилија, но денот по избори стана кобен за брат Љубе. Навреди, закани со жестока реторика, прстот го посочи кон Мијалков и Груевски, така ја помина изборната кампања, критики за врвот на ВМРО ДПМН, но не и за својата матична партија. Љубе Бошковски заврши во Келија со 2 обвиненија. Кој беше човекот што стоеше до него, кога го уапсија како на филм во Холивуд. МВР молчи во интерес на расветлување на случајот. Сепак полицијата не го открива идентитетот, а ги викна камерите за да направат театар од акцијата. Одбраната тврди нема никаков нелегален пиштол, а познавајќи ја процедурата, жалбата може само да ја успори постапката. Жалбата ќе ја дадеме, меѓутоа мислам само дека ќе се успори постапката, што е повеќе формална. Да почекаме точките од одредувањето на мерката притвор, што се во Законот за кривична постапка, полека да отпаѓаат, па да преземеме мерки за замена на мерката притвор со куќен притвор или ослободување од притвор. Ќе видиме како ќе се развија, верувајте, вечерва е многу така нејасно се. Ќе видиме да се искристализираат доказите, па ќе видиме понатаму што ќе биде. Да. Двете кривични дела може да го чинат Бошковски 8 години затвор, 3 за злоупотреба на службена должност и 5 за црните пари во кампањата. Обвинителите, кога како завршуваат со обвинението, се оградуваат дека ништо не зависи од нив, туку од текот на истрагата и новите. Неизвестно е колку време ќе се спремаат обвинителите. Сепак без обвинението, Бошковски може да остане во притвор најмногу до 6 месеци. Тие ќе одлучат дали ќе бидат вклучени вештаци, па така случајот може да се влече со месеци. Освен решение за истрага и решение за притвор, за овој случај нема ништо друго. Во меѓувреме, сведоци сме како за газда вели обвинителството побрза, а за хашките предмети со години авер нема. Имено, знаејќи ги кавгите и навредите на Бошковски со власта, најверојатно од решение за истрага за кратко време обвинителот ќе го напише обвинението.